Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Оваа криминална палата на режимот, наследена од Никола Груевски, ја управува неспособниот лидер Христијан Мицкоски. Човекот запаметен од граѓаните како најнеодговорен директор на Елем и како недомаќин кој увезувал струја со народни пари по екстремно висока цена. Партијата од овој бел дворец е символ на децениската криминална политика, а сега западната во милионски долгови, токму во периодот кога со неа управува Христијан Мицкоски. Се што ќе фати Мицкоски во рака го претвора во пустош, исто како и неговиот шеф Груевски, впрочем исто како и неговите сопартици. Не водејќи грижа за државната каса и за парите на граѓаните, во јануари 2017 година Мицкоски купил увезена електрична енергија која достигнала до фантастични 240 евра по мегават час. За таа намена тој потрошил 5,6 милиони евра. Ако Мицкоски се грижел за буџетот, ќе работел одговорно, а не расипнички. Тоа што го прави најлош и најнеодговорен директор се овие факти. Лично Мицкоски во 2017 година не дозволил домашно производство на енергија, со што ја приморал компанијата да увезува скапа струја. Како и тоа дека купувал струја ден за ден, што е најскап модел. Наместо да набави електрична енергија за подолг период, со што би се намалила цената на увезната струја. Јасно е дека Мицкоски ја загрозил стабилноста на енергетскиот систем во државата. Почитувани, Мицкоски не е способен да води компанија, а не пак држава. Граѓаните ја препознаа неговата манипулантска политика и доволно ги слушаа неговите лаги. Граѓаните последниот збор против режимско-криминалната партија ќе го кажат на 12 април. За големиот пораз од народот е свесен и самиот Мицкоски, кој побегна од парламентарните избори без да се кандидира за нив.